Дами и господа, вашиот водител за вечерва, Дени Насковски. Едно големо здраво, започнуваме со ново издание на емисијата Чека Плюс, емисија која што се емитува на програмата на телевизија Протол во четврток во 19 часот. Во ова наше ново издание на емисијата, наши гости се Ели Донев и Софија Јовановска. Ели е кореографот од балетското студио Магија, а Софија е член во балетското студио Магија. Во ова емисија ќе зборуваме, веќе откривте, за балетското студио Магија, кој што работи при Домот на културата Злетовски рудар. И мислам дека одлично функционира. Здраво, Ели. Здраво, Дени. Здраво и на гледачите на телевизија Протел. Еве вака, на почетокот на емисијата да започнеме од она како да се вратиме наназад како беа почетоците на балетското студио Магија. Како се роди идејата да се формира ова балетско студио и пред колку години беше тоа? Па, балетското студио Магија постои од 2017 година, меѓутоа идејата за едно балетско студио не е од тогаш, тука од многу порано. Јас работев и претходно во Дом на култура Злетовски рудар како кореограф, само што тогашните балетски групи, не беа студија, беа групи, има различни имиња, се менуваа кореографи, се менуваа членови. Не беше толку многу сериозна работата како што е сега во Магија. Значи, Магија постои од 2017 ме повика, првично требаше да се направи една кореографија за првоштипскиот маскенбал. И тука дојдовме до идеја дека добро би било да започнеме повторно да работи балетска група или балетско студио во склоп на Дом на култура. Се размислуваше за име, како да биде, кога да се почне. Идејата почна некаде февруари 2017. Почна со припреми за маскенбалот за таа година, значи Магија го отвори тогашниот првоштипски маскенбал и веќе од 4 април почнавме со редовни часови таа година. Еве како изгледа во тоа време првите часови, првите денови, првите средби со членовите во тоа време? Сите бевме збунети. Прво и основно сите бевме збунети. Децата не знаеа што треба да се прави. Јас имам искуство, меѓутоа 2000-та година, 2001, 2002, 2003, почетокот на 2000-тите сосема нешто различно беше тогаш со она што сега се бара од децата и од самите балетски студија, балетски групи. Имаше многу малку деца на почетокот, се почна некаде околу 10 на 15 деца. Услови немаше кој знае какви, дури не ни размислувавме дека таа мала група на деца ќе прерасне во нешто навистина големо. Јас барем мислам дека Магија е голема и дека Магија е еден вид бренд на општина Пробиштип и на нашиот Дом на култура. Дом на култура кој што јас го обожавам и го сакам и сум цел живот дел од него. Значи почнавме со 10 на 15 деца, за да после месец, 2, 3 таа бројка расте и расте. И до пред короната имавме најголема бројка. Тоа беше 2019, тука некаде крајот на 2019, бројката беше 120 деца. Дали беа сите талентирани? Не. Дали беа сите упорни? Не. И затоа и таа бројка постепено и се намали. Постојано варираме со бројка, со заинтересираност. Имаме деца од најразлични возрасти, мислам дека на сите им е интересно и забавно. Таму кај што бевме, не останавме таму, туку продолживме да растеме, да учиме и да се развиваме и јас како кореограф и самите деца како балерини. Спомна различна генерација на членови. Предпоставам дека и тогаш започнале формирање на различни групи, предпоставам, или како беше тоа? Да, почнавме тогаш, меѓутоа тогаш имаше највеќе заинтересирани деца. Сега тоа е категорија во балетот, имаме бејби категорија, мини категорија, па категорија деца, јуниори, сениори и така натаму. Започнавме на старт само со таа категорија на деца. Тоа се деца од 8 до 11 години. Потоа дојде Mini Kids групата, тоа беа дечињата од 6 и 7 години, тогаш немавме помали, па дури потоа јуниорите. Сега веќе денеска еве во 25-та година имаме бејби група, тоа се дечиња од 3 до 5 години, повеќето се 3-4,
меѓутоа тоа е најмалата група. А после Baby групата е Mini Kids групата, тоа се веќе дечињата од 5, 6 и 7 години. Children групите ги имаме 3, тоа се децата од 8 до 11 години, јуниорите се од 11 до 15 и од 16 години нагоре се сениорите. И уште една највозрасна категорија, тоа се сениори 2, меѓутоа тоа не е надпреварувачка група. Да, има интерес кај сите? Каков е интересот? Да. Последнава година многу е интересно што најголем интерес е кај најмалите. Значи, ако порано беше интересот голем кај децата во опсек од 8 до 11 години, сега таа граница се спушта малку подоле, така да највеќе заинтересирани имаме за двете најмали групи, кои што се навистина полни, децата се и пресрекни, и задоволни, и насмеани, и со волја доаѓаат да работат, да играат, да учат и да ги гледаат и поголемите дадички како работат и што прават тие. Поголемите деца се секогаш пример на овие помалите како треба да се работи, колку многу дисциплина треба да се има, колку многу труд треба да се вложи за сето она што изгледа што го презентираме на сцена да изгледа така како што изгледа. Не е лесно воопшто, меѓутоа кога работиш нешто со љубов, кога си ја сакаш работата и јас и самите деца, тоа изгледа на крај перфектно. Спомна повеќе групи, претпоставам дека неделно одржувате по 2, по 3 проби. Како се распоредите за пробите? Па зависи кога што работиме. Пример, ако имаме некои проекти на кои што треба да работиме или некои настани, тогаш и часовите се малку почести. Инаку редовни часови со секоја група имаме барем по 2 часа неделно. Со напредната група на деца обично знаеме да дојдеме и до 3 часа, ради тоа што на нив 1 час има малку, 2 им се окей, 3 им се веќе сосема доволни. Покрај пробите одржувате и семинари, тука, како што знам, најинтересен помеѓу членовите танц кампот, што имам информација. Па интересно е таму највеќе затоа што таму се најопуштени децата, освен учењето има и дружење, нели неколку дена сме сите заедно во Охрид. Семинари и работилници, да, одржуваме и ние, меѓутоа и учествуваме на различни семинари и работилници. Семинарите се повеќе за кореографите, за тренерите, работилниците се за танчерите. Сега има различни стилови на работилници. Пример, ние обично го работиме современиот балет, модерниот балет. Тоа ни е примарно. После тоа доаѓаат акроденсот, шоу-денсот, джез балет исто така. Ги изучуваме и основите на класичниот балет, заради тоа што класичниот балет е основа на сите други танци. Сега, пример, не работиме на хип-хоп. Значи, ние не работиме хип-хоп, не работиме стрит денс, не ги работиме тие танци и ни е многу интересно кога ќе има семинари или работилници за тие танци кои што на нас не ни се непознати, ама нели не се сретнуваме со нив секојдневно. Пробавме една година да направиме и уписи за хип-хоп група, пробавме. Да, каков интересот има, нема? Имаше, меѓутоа кај нас сепак е балетот. Кај нас во Пробиштик, не знам, и со годините наназад балетот е бил секогаш на прво место, хип-хопот и стрит денсот не толку многу, иако ќе речам имавме обид. Значи секогаш кога има нешто ново, нешто нели интересно, сакаме да пробаме да видиме и затоа се тие работилници, тие семинари, да видиме што работат другите студија, да се запознаеме со некои нови движења, заради тоа што секој кореограф, секој тренер си има еден одреден стил на работа. Сега мојот стил се разликува од твојот стил, например, од стиловите на другите кореографи. И сега кога имаме работилница, децата учат различно загревање, различни истегнувања. Потоа тие лекции што таму ги имаме научено и јас и балерините, ги применуваме во нашите часови. Украдеме нешто во наводници од ваму, од таму и на крај си направиме нешто наше, нешто свое. Одржувате проби, подготвувате различни кореографи и сето тоа го презентирате на јавноста за да го види нормално. Да. Каде се имате настапувано досега и учествувате и на доста надпревари?
Надпревари има многу, навистина многу. Ние имаме секојдневно покани стигаат на мејл, меѓутоа не можеме да одговориме на сите, не можеме ни физички, ни финансиски да постасаме да бидеме секаде. Меѓутоа гледаме, се трудиме сега каде можеме, со колку деца, дали со една група, дали со две, со пет, без разлика. Има многу надпревари во Македонија кои што почнаа да раснат во последните неколку години. Има надпревари кои што претходно се биле. Еве пример Stage, тоа е надпревар од 2017, мислам сега да не сгрешам од прилика. Dance Off е исто така доста добар меѓународен надпревар кој што оваа година, не ова, минатата 24 година, има јубилеј од 10 години постоење. Ние сме таму од 2017, значи се трудиме да бидеме редовни. Меѓутоа морам да ги спомнам и овие новите надпревари во последните 5 години, кои што навистина од нешто обично прерасна во нешто екстра. Тоа се еве во најблиску до нас во Штип, тоа е надпреварот Dance Cup, кој што го организира Urban Crew, Ана Марија Габровска. Потоа надпреварот во Велес, тој не е еден од омилените затоа што има интересна, магична новогодишна атмосфера. Тоа е Christmas Dance Competition, кој што од 2024 година стана интернационален, претходните години беше само на национално ниво. Artist Hub Струмица, и тоа е еден надпревар кој што од национален прерасна во интернационален. Таму имаше многу интересни работилници и семинари, оваа година ги немаше, не знам зошто. Меѓутоа се надевам дека оваа 25-та година ќе имаме можност повторно да присуствуваме и на надпреварите, и на работилниците, и на семинарите. Од надпревари на кои што сме биле надвор од Македонија, сме биле во Бугарија на Софија Денс, и таму имавме доста добри резултати. Бевме неколку пати во Србија, сега како беа точно надпреварите, не се сеќавам. Balkan Dance Unity мислам дека беше едниот. Оваа година 2024 бевме во Сокобања, исто така на надпревар, во Ниш бевме на надпревар. Оваа година планираме повторно да почнеме да одиме на надпревари кои што се одржуваат надвор од Македонија, затоа што овде веќе секаде бевме, се видовме, се поминавме, па сега бараме нешто поново, поразлично, па малку и децата да прошетаат, да видат нешто друго. Не само тоа што нашата земја има да го понуди, туку да видиме што нудат и другите. Кога сме веќе кај надпреварите, тука се и наградите. Да. Многу пехари, кога доаѓаме да снимаме во просториите на Балетското студио Магија, гледаме во просторијата. Па веќе немаме никаде да ги ставаме. И многу често се шалиме со децата дека ќе ни требаат уште неколку шкафчиња или уште неколку полици, кои што оваа година ќе ги полниме. Па почнавме, значи таа 2017 година, со еден трофеј се вративме од, не знам сега кој надпревар беше во прашање, меѓутоа само со еден. Да, не еден, ама трофејот беше еден. Значи само еден и единствен трофеј. Го донесовме тука, го ставивме на шкаф и го сликавме и си дадовме еден вид на ветување дека е прв трофеј, меѓутоа дека нема да биде последен. И сега пред некое време ги броевме пехарите и изброивме 159 пехари кои што не се воопшто малку. И да не звучам нескромно, меѓутоа мислам дека во нашата општина нема потрофеен клуб, ајде така да го речеме. Успешни има, да, не велам не, секој во својата бранша си е успешен, но мислам дека нашата бројка до сега не е достигната. На освоени трофеи зборувам. Медалите се веќе друга приказна, значи медали имаме и илјадници, во зависност од тоа на кој надпревар, колку деца учествуваат и со колку кореографии се надпреваруваат. Заради тоа што пример имаме солисти, како што е Софи, која што на еден надпревар знае да учествува понекогаш со 5 кореографии. И сега може да замислите тоа колку е многу и напорно и стресно. Станува збор за менување на костим, значи станува збор за менување на фризура, менување на шминка, комплетниот стајлинг на танчерот треба да се смени. И некогаш за менување на тој стајлинг имаме неполни 5 минути. Значи за неполни 5 минути таа од едно се преправа во друго и излегува на сцена спремна. И затоа имаме и многу медали.
Спомна 2017 е формирано балетското студио Магија. Од тогаш до денес се зголемува или намалува бројот на членови? Каков е интересот на пробиштипјани да бидат членови во балетското студио Магија, со оглед на тоа дека членови има од најмали па до највозраст? Значи, интересот се зголемува не само од година во година, туку можам да кажам слободно и од месец на месец. Еве пример, ова полугодија кога започна немавме официјални уписи, ради тоа што и тие неколку слободни места што беа што ги имавме во малите групи се потполнија без уписи. Значи немаше потреба да распишуваме, да објавуваме, и кога сме веќе кај уписите, само морам да го потенцирам ова, дека уписи во балетско студио се прават само во септември. Значи во февруари на сред на школска година, кога веќе имаме спремни кореографи, кога веќе имаме спремени костими, кога веќе имаме планови што треба и како треба да се работи, обично не примаме нови деца, баш заради тие работи. Меѓутоа, во малите групи, да, таму едно-две места ако се ослободат, таму може. А во children групите, тоа се деца од 8 години нагоре, не. Таму имаме уписи само септември. Дали ќе бидат запишани таа танцова сезона или таа школска година 50 деца, или ќе бидат 60 или 70 или 100 деца, е најмалку битно. Значи, битно е да се истрајни, значи да се упорни, да се дисциплинирани, да држат до себе, да знаат дека оваа недела имаме 2 пати часови во магија и тие 2 часа во магија не треба да се испуштаат. Зошто? Заради тоа што на секој час се учи нешто ново. И сега ако едно-две деца отсуствуваат од часовите, дојдат наредната недела, па ние треба со сите други деца да се враќаме на назад, тоа што сме учеле, како сме учеле, па да им се објаснува повторно на нив. Така да треба да се трудат да бидат редовни, упорни, како што кажав, дисциплинирани. Еве, зборуваме за балетското студио Магија, но рете и малку да позборуваме Ели Донев, хореограф во балетското студио Магија. Па би ве прашал како се инспириравте да се посветите токму на оваа уметност толку време? Цел живот. Значи буквално цел живот, уште од многу мала, од тогаш беше забавиште, сега не знам дали тоа прво дали не му доаѓа, некаде 5 години, ма уште помала од 5 години, имав желба за танцување. Во нашата фамилија сме имале балерини порано, моите тетки, значи може нешто и да е наследно, не знам, меѓутоа желба имав уште од многу мала. И секогаш кога имаше приредби, представи, не знам дали е во Дом на култура, дали ќе биде организирано од некоја училиште, патрон празник на училиште, без разлика, јас бев прва. Во првите борбени редови секогаш. Значи тоа е од почетокот, од крајот на 80-тите години од оној век. Потоа почнав малку посериозно, имаше секции, групи во Дом на култура. Не знам сега кои беа имињата на првите групи, Нона мислам дека беше. Бевме 10 деца, па се менуваа имињата. Бевме едно време Кисми, па бевме Take That, тогаш беше популарна групата Take That. Анета беше нашата прва кореографка, Даниела беше нашата втора и со неа така малку посериозно работевме. Тука почетокот на 90-тите години се не работев како танчер, туку се надпреварував, нели како балерина, како танчер. Немаше тогаш многу надпревари, имаше еден надпревар во Штип, Мак балет, и еден во Куманово, Мак денс. Значи од Кумановскиот надпревар, од Мак денс се родија ненормално многу пријателства. Тоа беше еден надпревар кај што одат пример 100 групи, прво, второ, трето место добиваат, нели, 3 групи, само 3 групи, ама немаше, леле, зошто не сме ние, леле, види ги овие вакви, такви, онакви, не. Туку напротив, одиме, губиме, ама имаме поголема волја за работа и желба да се докажеме дека ние можеме повеќе од тоа што сме претходно покажале, да. И тука некаде околу 2000 година, кога завршив средно, ме повикаа во Дом на култура. Немаше, во тој период немаше кој да работи како кореограф и ме праша како дали еве ти би сакала да почнеш нешто.
се мислев малку дали можам, па како, па сега деца, па треба, а и јас самата при тоа дете, 18 годишно, како ќе биде тоа, што ќе биде, пробав, успеав и тогаш имавме доста успеси. За тоа време на вистина не се сеќавам за надпреварите, како се вика, што беше, како беше, ама имаше во Виница надпревар, па во Делчево, па во Велес, па во Прилеп, секаде одевме. Бевме една група, ама секаде... Една ама вредна. Упорни, значи, ако се прави некоја споредба од тоа што било тогаш и ова сега што е, тогаш немаше, ама не можам, ама изморена сум, ама ме мрзи, ама не можам денес на час ќе одам на роден ден, не можам денес на час ме боли глава, тогаш девојчињата бараат час повеќе. Тогаш имавме исто 2 часа неделно, меѓутоа саботите беа резервирани само за танц. Значи долу во Дом на култура во големата сала, ќе се земат јадење и пиење и се вежба и се работи цел ден. И со таа група Емпирија на Макденс покажавме и докажавме всушност кои се пробиштипјани и што пробиштипјани знаат и умеат. Од секогаш е имало талентирани деца, значи од секогаш. И тогаш кога работев, значи пред 24-5 години и сега. Сега разликата е што има поголема заинтересираност, тогаш можеби е имало повеќе активности, па се поделуваат децата едни ваму, едни таму. Сега можеби нема толку, меѓутоа бројките во групите, во сите групи постојано раснат, така како што спомнавме и пред малку, имаме членови, значи од 3 години, деца што не сакав да ги примам бидејќи се навистина многу мали, обично се земаат од 4 години па нагоре, меѓутоа секогаш во секое правило постојат исклучоци, па така да имаме и 2-3 од по 3 години до 65 години, значи од најмала до најголема возраст. И ако ме праша некој која е најдобра возраст, пример за запишување на дете во балет или било која ваква активност со танцување, 4-5 години е идеално. Може и порано, може и покасно, меѓутоа 4-5 години е идеално. И потоа, значи после таа 2005-2006 година направив мала пауза, за да во 2017 пак се вратам и си продолжив да го работам тоа што најдобро знам да го умеам. Да. Супер. Ќе поставам сега едно прашање кое што е доста ќе биде интересно за членовите на балетското студио Магија. Што е најважно за една балерина да постигне успех во оваа дисциплина? Упорност. Упорност? Дефинитивно упорност. Многумина мислат дека талент мора да има едно дете за да дојде и да почне на работи. Тоа воопшто не е точно. Затоа што талентот, ако го ти имаш како суров талент, а не работиш на него, талентот се губи. Значи џабе ако јас знам убаво да пеам, например, ама седам дома и пеам само пред огледало, не посетувам часови по соло пеење, не се трудам да го школувам гласот, не се надоградувам, џабе. Исто и со танцот. Џабе ако едно дете е талентирано, пример еластично, крева нога на 180, прави мостови, прави премети, џабе, ако сите тие работи ги прави повремено и ги прави дома. Значи џабе. Деца во Магија доаѓаат и мајките обично знаат да кажат, ама мојата не е еластична и велам добро. И? Епа не е добро. Не е предуслов да знае детето да направи шпага, од тоа се највеќе плашат, ама јас не знам шпага добро, ништо страшно, се учи. Значи, јас одговорно тврдам дека секое дете, ама апсолутно секое дете, може да научи скоро се. Може да се вклопи во било која група, затоа што и јас гледам, пример, ги следам можностите на децата. Не можам на едно дете кое што нема природна еластичност да му дадам да игра, не знам, акроденс, да прави некои акробации. Значи, мора да се наоѓа баланс и во тој поглед. Упорно, значи, дефинитивно, под број 1, под број 2 е дисциплината. Џабе упорни, ако не сме дисциплинирани, обично се бара мотивација, па еве ќе одиме на надпревар, еве тоа нека ни биде како мотивација да бидеме подобри. Ама што правиме кога ќе ја изгубиме таа мотивација? Што правиме кога, пример, 2-3 месеци за ред нема да отидеме на надпревар? Мотивацијата спланува, тука треба на површина да излезе дисциплината. Значи, дисциплината е исто така клучна. Упорност, дисциплина, желба и верување во самата себе.
Че децата мора да веруваат и тие што се малку со по-лабава самодоверба, се трудиме да ги научиме како да веруваат во себе, како да застанат исправено пред огледало и да си кажат јас можам, јас ќе пробам, јас знам, ќе се обидам и ќе успеам. Сега ќе ни откриеш ли што е најтешко во подготовката за некој настап, некој надпревар? Музика. Музика? Да се најде музика, да се смисли целосна хореографија, да се средат костими, со оглед на тоа дека сите тие работи ги работам јас сама. Значи сама морам да ја обезбедам музиката, сама мора да ја смислам хореографијата, сама морам да се погрижам за костимографијата, како тоа ќе изгледа, како тоа јас го замислувам, па да бараме после некој што ќе може да ги исполни тие мои очекувања за децата да изгледаат перфектно на сцена. Меѓутоа најтешкиот дел е навистина музиката. Навистина. Одреден стил на играње си бара одреден стил на музика. Сега не секоја музика која што ја наоѓаме пример на YouTube е соодветна за возраста на децата, пример за која што се однесува таа хореографија. Еве какви се најчестите предизвици со кои се соочуваш како балетски педагог? Па хореограф еве, педагог, Да. многу е тежок зборот. Ама еве како хореограф, предизвици, па најголем предизвик, на пример, за еден хореограф е сите таленти кои што ги имаат децата во таа одредена група или формација, да ги спои во едно. При тоа да ги истакне нивните врлини, не знам како на македонски врлини, малку србизми, а да ги скрие нивните мани. Значи тоа е едно од најтешките нешта. И за тоа, пример, кога се работат хореографии, многу често се прават од самата формација помали групички, па едната група работи едно, другата група работи друго, за да ги сокриеме тие мали недостатоци. Пример, тоа е така малку по-комплицирано. Еве зборуваме за балетското студио Магија. Како ја гледате иднината на балетот еве во нашата земја? На ниво на цела земја, Да. значи од година на година, како што напоменав и на почетокот, гледам дека има голем интерес не само за надпревари, пример, зборувам сега за овој комерцијалниот дел. Значи ние така ги делиме комерцијала и она што е школски дел од танцот. Имаме деца кои што веќе преминуваат и во средно училиште. Тоа е нашиот Лука, морам да го споменам него. Тој веќе е на едно сосема друго ниво. Имаме деца кои што, еве како наша Софија, или има и други како Јана и многу други, кои што имаат желба за да учат и да се надоградуваат. На ниво на цела земја, значи гледаме од година на година како интересот за танцот расте. Има многу добри танчери кои што се обучуваат, кои што се и образуваат, не поминуваат само низ обуки, туку и низ еден цел образован процес, одат по странство, работат таму и го враќаат знаењето кое што го имаат стекнато таму, го враќаат назад кај нас во Македонија, за да можеме и ние што остануваме тука, пример, да научиме нешто повеќе. Така да мислам дека златните години на танцот доправа следат. Со оглед на дека се занимаваш со оваа проблематика и ја пратиш редовно, многу одамна, еве ќе те прашам кои се најголемите промени што ги забележуваш по балетската сцена еве последните неколку години? Квалитетот. Во секој случај квалитетот. Значи, тоа што е било пред 15, 20 па и повеќе години, е можеби некои 20% од она кое што е танцот сега. Порано не сме имале можност за учење толку многу како што имаме сега. Сега го имаме примери YouTube. Го имаме Instagram, го имаме Facebook. Многу полесно гледаме што работат другите, многу полесно се инспирираме, многу полесно наоѓаме инспирација, за разлика од пред 10, 15, 20 години кога не беше така. Се гледа промена во самите тела на танчерите, сега се поцврсти, појаки, повеќе доваѓаат до израз.
самоконтролата на телото е многу поизразена, не се плашат да ги пренесат чувствата на сцена. Значи порано беа малку посрамежливи, порезервирани, не сакаат толку да се истакнуваат или еден посебен член од целата група да се истакнува, само тој не. Затоа сега е малку поразлично. Сега имаме деца кои што се полни со самодоверба, кои што знаат како да ја пренесат приказната која што им е дадена. Сега кога се работи во формации, во групи или продукции, тоа се веќе деца, бројка од продукција, пример, е бројка од над 25 учесника, тука не може толку многу до израз да дојде еден или двајца или тројца членови. Меѓутоа, кога се работи еве со солисти, тука се гледа страшен напредок. Низ самата кореографија, низ тоа што кажуваат, што пренесуваат, начинот на кој што децата ги играат истите движења кои што биле пред 20 години. Значи се гледа таа промена кон подобро. Значи во солата најубаво се гледа развојот на танчерот. И низ годините од претходно пример и самиот танчер каков е бил пред 2 години, не мора повеќе, еве 2 години, и каков е истиот тој танчер сега. Заради тоа што не е исто да танцува дете од 9 години и да раскаже една комплетна приказна на сцена и истата таа приказна да ја раскаже девојче од 12 или од 13 години, кој што е веќе посозрено, кој што веќе знае како да ги носи чувствата и како да ги преточи самите чувства во движење. Еве, значи изборуваме за балетското студио Магија и ќе те прашам кои се плановите и амбициите за иднината на балетското студио Магија. Планови имаме еден куп, Многу? да, како и секоја година, секогаш планираме многу, сега не секогаш па и успеваме да ги оствариме сите тие планови, меѓутоа убаво е да се има, нели, замисли. Сега оваа година планираме да направиме да направам еден концерт кој што баш ќе го прикаже тој момент на растење, на она што било порано и што е сега. Оваа година и Дом на култура има еден убав значаен јубилеј од 50 години постоење, па и врз основ на тоа концертот сакам да го наречам градација. Како одиме од мало кон поголемо, сега кога точно и како ќе биде тој концерт, рано е сепак да се зборува, или ќе биде април, или можеби ќе биде јуни. Имаме надпревари кои што сега ни следуваат. Планираме да одиме Гевгелија сега во март, април сме Скопје, мај ќе ни биде малку така по збуткан месец, по стуткан месец. Одиме во Струмица 10 и 11 мај, а 24 и 25 мај сме во Сокобања, а 31 мај, 1 јуни сме во Штип. Значи тоа се сега тие некои поблиски така настапи. Прво Штипскиот маскембал учествуваме и оваа година. Лани победивме со Метаморфоза, навистина добро се представивме и за оваа година планираме пак нешто така интересно и подготовките се и веќе во тек. Друго не знам што ќе се случува, ќе видиме како минуваат неделите и месеците, сигурно ќе се појави уште нешто. Токму така, супер. Зборуваме за балетското студио Магија, ти си кореограф во балетското студио Магија и воедно ти си лиценциран тренер. Што значи тоа? Па тоа значи дека некој ми дал лиценца за да работиш. Да, и доказ дека Ели знае што треба да работи со децата. Шала на страна, да, значи јас сум лиценциран тренер по перформинг артс. Перформинг артс тоа се повеќе стилови во едно, тука спаѓаат класичниот балет, значи основите на класичниот балет, современиот балет, модерниот танц, акроденсот, шоу-денсот, џез балетот. Значи смеам да ги работам сите тие стилови, односно ми се познати, знам како треба да се работи. Освен тоа што сум лиценциран тренер, јас сум исто така и национален и интернационален танцов судија. Имам судено на многу надпревари и овде во Македонија и надвор од Македонија. И оваа сезона исто така имам неколку судења. И сега ако ме прашаш како, претпоставувам дека тоа ќе биде следното прашање, како, од каде сега судија? Па баш заради тој пораст на надпревари, расна нели барањето за
судии, одговорни лица, кои што ќе застанат позади своите гласови, ќе ги гледаат децата и ќе ги судат врз основ на она што го гледаат, нели? Се оценува тука и изгледот, и стајлингот, и техниката, и целосната кореографија. И тогаш во Македонската асоциација за модерни танци во која што веќе членуваме од 2018 година, ако не се лажам, имаше предавања за танци. Така беа, предавања за танци и сега ајде да прашам да видам што е како, што не знаев што се случува, како се случува на тие предавања, ми објаснија што треба да се учи, како треба да се учи, колку предавања треба да се посетат. После тие предавања, значи следува испит, исто како на факултет, ти даваат огромни материјали. Сега интересно е што испитите беа на англиски јазик, значи не можеш да полагаш на македонски, сите лиценцирани судии морат да имаат познавање на англискиот јазик. Значи целото предавање беше на англиски и сите испити потоа беа на англиски јазик. Значи се полагаше, тие што положија, тие што не положија, претпоставувам дека се имале повторна шанса за полагање. И си реков, па ајде кога веќе сакам да ја работам оваа работа, да видам што можам, колку можам, дали воопшто ќе можам да ги положам сите тие испити. За жива среќа научив све. Положи. Се што требаше. Од прва? Положив од прва и ги земав и двете лиценци заедно со лиценцата за тренер. Еве, пред да позборуваме, како што кажувме, со нас во емисијата и Софија Јовановска, член на балетското студио Магија, и да запрашам, постои ли тоа уште антистрес денс? Да, антистрес денс е за нашите највозрастни членови. Споменавме неколку пати, значи имаме од 3 до 65 години. Антистрес денс е една посебна, програма ќе ја речам. Значи, тоа е посебна група, не е надпреварувачка група, значи во никој случај, затоа што тука станува збор за повозрастни членови. Зошто антистрес денс? Значи, можело да биде, не знам, и зумба, и аеробик, меѓутоа, јас не сум лиценцирана за да држам часови по зумба, ниту аеробик. Јас го работам она што јас го знам. И многу често пред да ја направам таа група ме прашуваа повозрастни жени, девојки, ајде кога ќе има нешто за нас, ајде и ние малку да се размрдаме, цело време сме под стрес. И така дојде таа идеја да се направи и таа група. И едноставно ја нареков антистрес денс група. Значи, ништо подобро не го отсликува она што се работи во самата група од ова име. Антистрес денс. Сега што е тоа? Во денешно време 90% од луѓето се под стрес. Некои веќе се и под хроничен стрес и мора секој еден човек да си најде начин како да го изфилтрира тој стрес, како да го канализира, како да го преточи во нешто убаво. Кога доаѓаат членовите во таа група, пример на часови, секогаш часовите ги започнуваме со медитации, за да го подсмириме дишењето, за да го подсмириме умот, да си дојдеме малку при себе, да се олабавиме од сето она што се случува во нашата околина, да се дистанцираат од сите проблеми и од секој стрес што го имаат надвор од таа група. Потоа следуваат вежби за истегнување и вежби за загревање и на крај доаѓа најинтересниот дел, а тоа е танцувањето. Значи се пушта музика, се работат кореографии соодветни за возрастната категорија на членови и се игра. Буквално се танцува. Има интерес? Има интерес. Задоволна? Секогаш може повеќе. Затоа што овие помалите генерации на деца веќе се научени како треба да бидат дисциплинирани, да бидат истрени и да немаат изговори. Најлесно е да се најдат изговори зошто не можам денес, зошто нема да можам следниот час. Најтешко е да се рече јас можам и денес, јас можам и следниот час, ќе си го направам распоредот така што ќе ми одговара, така што ќе можам да ги постигнам сите обврски. Тука е малку нели проблем со редовноста, не со интересот. Значи интерес има. Огромен интерес, меѓутоа проблем е таа редовност. Еден час ако се дојде, па следниот не се дојде, па после пак се дојде еден, па пак се пропушти еден,
Тоа е малку проблем. А инаку заинтересираност има, да. Одлично. Рете да позборуваме и со Софија, која што е еден од многобројните членови на балетското студио Магија. На почетокот од разговорот со тебе, представи се на јавност. Јас сум Софија Јовановска и имам 12 години. Јас почнав со балетот кога бев прво оделение и имав 6 години. Од 6 години до денес, колку години како си дел од балетското студио Магија? Јас почнав од 2019 година и мојата желба за да почнам со балетот беше кога ги гледав балерините на телевизија, јас се воодушевував од нивните движења и се замислував како танцувам еден ден на таа сцена. Одлично. Како изгледа еден час? Еден час изгледа одлично. Да? Што правиме на еден час? Да, што Како правите на час? почнуваме? Како го почнувате? Што правите? Колку време трае часот? Часот трае 1 час или половина, 1 час и половина. Прво се загреваме, Да, па потоа? потоа пуштаме музика и играм. Одлично. До сега каде се имаш настапуване? Јас имам настапувано во многу надпревари во Македонија и на еден во Србија. Ниједен во Србија. Како ти се допаѓа, дали на тие надпревари запознаваш други другарчиња? Се ширили другарството со колешките, нели нормално и тие се балерини на некој начин? Да, другарството се шири Да? и некои другарки имам од Велес, од Куманово и така. На некој од надпреварите што имаш учествувано да спомнеме? Да. На кој? Кој ти е омилен? Да, еве, кој ти е омилен? Најомилен надпревар ми е стејч во Скопје. Во Скопје? Да. Што ти е интересно на тој надпревар? Дружбата, претпоставувам. Да. Мислам дека е во прашање и големината на сцената, Да. и самата сцена, бидејќи тој надпревар се одржува во Македонската опера и Да. балет. Тоа е една огромна, грандиозна и убава сцена и мислам дека сите деца сакаат таму да танцуваат, ама не сите имаат можност да Нормално. стапнат на тој балетски пот. Кога зборуваме за надпреварите, освоено награди, донесено пехари, Јас имам освоено многу награди, дипломи, медали и неколку специјални награди. одлично. Еве, што би им препорачала на останатите твои врсници? Да бидат дел од балетското студио Магија или не? Да, да видат дел од балетското студио. Интересно ти е тука многу? Да. Одлично. Ти благодарам. Продолжи понатаму со успесите кои што ги правите во балетското студио Магија. Претедам тука да привршуваме или доколку имаме уште нешто, желба да ги Па поделиш спомна денеска? Софи, спомна Да, сега, заборавивме еве да ги спомнеме во текот на разговорот, а тие специјални награди кои што и на Софи се најдраги мислам, и на другите членови, Да. а лично и мене, па да пообјасниме само на кратко ним што повели. значи таа Да. специјална награда. Обично сите нели очекуваат прво, второ, трето место од надпреварите, и нели ги добиваме, имаме ние и до 10-то и до 15-то место, но не секогаш се фалиме на Facebook со Да. тие награди, нели овие се поинтересни специјалните награди. И сега што значи тоа? Еве пример, Софи, последната специјална награда ти беше во Штип, Да. мислам, доби награда за најдобро соло. Тоа значи дека од сите солисти, значи сите кореографии кои што биле пријавени во тој дел на надпреварот во перформинг артс, Да. во кој што се надпреваруваме ние, незиното соло имало највисок број на поени. Значи не е тука само важно дали е прво, второ или трето место, туку кога играат децата, не играат само за медалот и за трофејот, туку играат за поените од судиите. Судиите оценуваат со поени, со бодови, тие се собираат и на крај според тоа се гледа која група е најдобра, која формација е најдобра, примери кои солисти се најдобри. Софија до сега е наша најуспешна балерина. Морам да ја пофалам за упорноста, за дисциплината, значи секоја чест, секој ден доаѓа во Магија, дури многу пати кога ќе ја кажам Софија одмори денес. Не мора денес, кај го одмори малку. Меѓутоа, сака пак. Жела, значи, има За многу. Софи нема одмор, нон-стоп работи. Знам дека ќе биде многу успешна. Знам дека ќе има светска слава и знам дека еден ден сите ќе се гордееме со тоа што ја познаваме нашата Софија. Има и многу други деца, значи кои што се добри, не велам дека само Софија, Софија, значи цела нејзина група напредни деца се фантастични деца, фантастични. Имаме друга група деца, Kids 3, така ги ославуваме.
Добија исто така специјална награда за најдобра формација. Формација е група на деца од 11 до 24 члена. Исто беа на надпреварот во Штип. Други награди, пример, не специјални награди, туку победи во гала. Сега па и што е гала? Многу често гледаат луѓето на Facebook, пример, кога ќе пишеме ние или други студија, победивме во гала или во гала сме втори. Сега што е гала? Во гала влегуваат само најдобрите кореографии од целиот тој ден, целиот надпревар. Некогаш надпреварите се 2 дена, некогаш се 1 ден. Да. И сега влегуваат најдобрите, пример, 5 солисти, најдобрите 5 групи, најдобрите 5 формации, продукции и така натаму. Сите студии кои што судат на надпреварот, без разлика кој стил нели го работат, судат во гала вечерта и ги оценуваат според тоа нели што го гледаат. Оценуваат и на крај се добива еден победник. Нашите јуниори, сега веќе се сениори, меѓутоа тогаш беа јуниори, 2 пати поред во Струмица на Артис Хаб победуваа во гала. Значи, првата година кога влегоа во гала, тоа беше многу неочекувано. Претходно немавме влезено во гала, имавме добивано специјални награди, меѓутоа специјалните награди може да ги даваат на надпревари на кои што нема гала вечер направено. И таа година 22-та, мислам дека бевме со кореографија You Better Run. Група беа 7 или 8 јуниори, победија во нивната категорија, влегоа во гала и сега нели среќни, радосни, окей, влеговме, супер, Меѓутоа, навистина никој не очекуваше од нас дека магија ќе победи. Значи имаме и снимки, ако се сеќаваш, Софи, на тие моменти случајно фатени на камера на кој стартен број, кој е тој стартен број, ние ли сме, не ли сме ние. Таа беше, значи, еден врв, значи навистина врв. Следната година мислевме дека ќе победиме, верувавме, тогаш бевме со Outside the Box, кореографијата со коцките. Софија ти играше во таа кореографија. Софија беше дете, меѓутоа играше со јуниорите затоа што е навистина напредно дете. Дете кое што нема нешто што не може се. Играше и таа со нив. Победија и тогаш во нивната категорија, нели, за време на надпреварот. Влегоа повторно во гала и сега си реков, мајде 2 години поред нема шанси да победуваме. И за некоја право чудо победија уште еднаш. Че тие се тие награди кои што ни се некако најмили и најдраги и уште едно, еве да го споменам, наградите од светското првенство и европското. За Лука ќе заборавев, уште тоа, знам дека сме долги, ама ќе скратам. Светското првенство беше 2018-та, таму со етно кореографијата Амајлија, девојките го освоија второто место. Че беа прекрасни. Исто не очекувавме, се надевавме, значи секогаш кога одиме на надпревар се надеваме дека ќе бидеме барем во првите 3, меѓутоа кога сме, кога не сме, некогаш очекувано, некогаш неочекувано. Тогаш девојките зедоа, значи, второ место, а акробатите, тогашните children формација беа станаа светски шампиони во акробатика, во акроденс. И кореографијата беше different mindset, потоа изигра и нашите напредни деца од новата генерација. Мислам дека и со таа кореографија имавте доста успеси и први места, меѓутоа тоа беше нешто фантастично. И Лука Ѓоргиевски и Јована Јовановска учествуваа, само тие двајца беа представници на магија на Европското првенство 2022. Лука се надпреваруваше со 2 сола, едно джез, со джезот мислам дека освои 5-то место, 5-то или 6-то место, со солото во современ танц освои бронза, беше трет, беше прекрасен. Исто така имавме спремано дуо, Лука Ѓоргиевски и Јована Јовановска. За прв пат се надпреваруваа на такво нешто. Значи тоа беше европско првенство, меѓутоа имаше толку многу надпреварувачи, толку многу кореографии, тоа беше страшно. Значи навистина прекрасно. Од 42 пријавени дуа, требаше да
да се пласираат во полуфинале, во четвртфинале нели се помина, па требаше во полуфинале, па финале, па тогаш прво, второ, трето место. И си реков, ајде, нели четвртфинале, окей, супер, и тоа е успех, значи кога си таму и кога ги гледаш другите, кога гледаш што работат и како работат, значи и тоа е успех, самото тоа да отидеш да бидеш учесник, не мора да освоиш кој знае што, ама оди учествувај, види што прават другите земји. Тоа е европско првенство, не е само на ниво на Македонија, на Балкан, значи туку имаше од цела Европа учесници, значи од 42 пријавени дуа, Лука и Јована успеа да стигнат до полуфиналето. Одлично, навистина. Бевме пресрекни, бевме пресрекни. Се надеваме дека и оваа година ќе имаме можност да учествуваме на светското првенство не во перформинг арт, туку во современ класичен и джез балет. Ние ќе се спремаме, па ќе видиме како ќе биде, дали ќе се пласираме. Доколку е се тоа, мислам дека е според интересно времето, предем да привршуваме емисијата. И на самиот крај ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од емисијата Чекор Плюс, која што се емитува на програмата на телевизија Протел. И се надевам дека повторно пак ќе се видиме во некоја наредна прилика, повторно пак да позборуваме исто и за Софија. Да. Се надевам дека успесите со кои што сте ги започнале ќе продолжите и понатаму. Се надеваме и ние. Да. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и тебе. Почитувани гледачи, во изминатите минути имавте можност да ја погледнете емисијата Чекор Плюс, во која што зборувавме за балетското студио Магија. Ви благодарам за вниманието и ве поздравувам се едно големо. Чао.